Жителите на Трубарево утре и задутре ќе имаат можност за бесплатен преглед од медицински тим кој ќе биде поставен на отворено. Од Министерството за здравство соопштија дека скринингот за кој ќе бидат задолжени 2 медицински екипи од клиниката за пулмологија ќе опфати комплетен клинички преглед, спирометрија, ЕКГ и други потребни прегледи. И истовремено ги повика сите жители на Трубарево да дојдат и да ја искористат можноста, особено лицата кои по пожарот во отпадот за опасни материи имаат проблеми со дишењето и дишните патишта. Министерството за здравство заедно со клиниката за пулмологија на 24 и 25 септември од 10 до 16 часот организираме скрининг за граѓаните кои што живеат во Трубарево и во околните места. Замолувам сите граѓани кои што ценат дека треба да посетат доктор на 24 и 25 септември да се пријават на овој скрининг. Дополнително, ако има потреба, истите граѓани ќе можат да проложат со екзаминација на клиничкиот центар тука Мајка Тереза. Воздухот во Трубарево по пожарот во складот за опасен отпад има мало загадување кое во рамките на нормалата за урбана средина, покажаа анализите на лабораторијата Амбикон во Штипскиот универзитет. Мерењата се спроведени во периодот од 14 до 18 септември, односно почна еден ден по пожарот, а мерните места се поставени на 50 и 150 метри од локацијата на пожарот, односно во дворот од основното училиште во Трубарево. Ректорот на Штипскиот универзитет Дејан Мираковски е дециден дека со 5-дневно мерење на квалитетот на воздухот не може да се направи квалитетна оцена и затоа препорачале мониторингот да продолжи. Тој нагласи дека е клучно при процесот на чистење на отпадот зафаден со пожар да се запазат сите безбедносни мерки и да се следи состојбата со квалитетот на воздухот. Дополнителните анализи важни за потврдување на зоната на контаминација и за безбедноста на граѓаните се анализите на земјата и на изворите на вода, односно подземните води и површински доколку ги има во регионот. Минатиот петок и Министерството за животна средина ги соопшти резултатите од мерењата кои ги спроведе акредитираната лабораторија Еуромак и кои покажаа дека имало 12 пати повеќе од дозволената количина на кадмиум во саботата околу 20 часот во столбовите чад кои се издигаа од депонијата во Трубарево, чад кој ветрот го носеше кон Скопје и го покри градот. За 50% зголемено загадување е детектирано и од олово и арсен. Обвинителството отвори истрага за кривично дело за грозување на животната средина и природа со отпад со која се офатени фирмата F групација, Маријан Чодамевски, собственик на компаниите Нула отпад и Леман и неговата керка Лора Дамевска и уште 2 лица. За Дамевски е одреден 30-дневен притвор, додека на останатите осомничени им е изречена мерката куќен притвор.